Децата препознаваат како Лина, колегите пак како борец за нивните права. Од неодамна е и во улогата на мајка и се носи со товарот на обврските и на приватниот живот и на театарот. Сања Арсовска, гостинка во студиото на Репортер. Сања, добре дојде. Добро ве најдов. И драго ми е што ја прифати поканата и што си овде со нас во студиото. Неполни 7 месеци си мајка на бебето Марко. Како жена, па и како глумица се снаоѓаш во мајчинството? Па најверојатно као секоја жена, нема овде дали си глумица или не си, па од една страна е најтешко на цел свет, од друга страна е најубаво на цел свет. Ама си имам еден прекрасен партнер кој што рамноправно го делиме и времето и поминото со детето, рамноправно го растеме, така да имам. Не е тоа помош, не сакам да кажам дека е помош, тука едноставно тоа се двајцата сме родители на едно исто дете и кога имате некоја така добра организација по дома, може да се постигнува се. Така. Колку те промени мајчинството? Како мајчинството влијае на тебе? Па не знам колку ме промени, јас од како станав мајка, едва чекав да се вратам и на сцена, некако не сакав тоа да го пропуштам. Затоа што специфична ни е професијата, си бара да се вратиш со кондиција, физичка спремност, психичка спремност и сето тоа. И можеби ме промени во не знам, некои особини ми откри. Сватив дека одеднаш ми се појавија сите стравови на цел свет. Најверојатно е нормално, ти си мајка, ти треба да знаеш. И ги почувствував сите стравови на цел свет што претходно воопшто не постоеле. Некако сватив дека малце ми е потешко да се организирам од претходно, заради тоа што имам уште еден човек кој што е господар и на мојот живот и на моето време. Тоа, други работи не. Други помалку спијам, а прилично сакам да спијам повеќе, но секако кога станува бебето се бајле рано, супругот си станува, си игра со него и јас поспивам и се будам среќна весела за да го започнам денот и со бебето и со работните врски. Среќна мајка, среќни деца. Знаеш таа поговорката. Наспана мајка, расположени деца. Бројни се актерите кои што поради професијата која што работат, зборуваме нели за јавна професија, ретко се одлучуваат да на бременост или да станат мајки. Особено од причина што колку тоа ќе влијае нели на нивните обврски и посебно на физичкиот изглед. Колку ти стравуваше дека бременоста ќе ти го промени физичкиот изглед, телесните промени. Прво мислам дека генерацијски таа граница на останување на бремена, трудна како да го наречам, е промената, така што не е прашање само глумиците, прашање за изборот на секоја жена. Кај мене лично не промени, немав стравови за како тоа ќе влијае на моето тело, заради тоа што и самата сум поборник на рушење на некои стандарди на убавина лично, но за жал нашата професија и општествените гледишта налагаат на тоа ние глумиците да изгледаме идеално, што до некаде не смета, но не знам дали ги задоволуваме општествените гледишта да судат дали се вратив соодветно, дали изгледам соодветно на една актерка во тазе породена. Добро, значи ли тоа дека актерките кои што се слаби, кои што пубаво изгледаат, добиваат повеќе улоги од оние кои што се... Кај нас мислам дека тоа не влијае, но мислам дека и тие стандарди веќе се рушат и да речеме на запад некаде, да, веќе тоа не е примарно и не е многу важно, мислам тоа веќе се поинакви политики веќе владеат во светот, така што на повеќе нивоа се внимава. Морам да те прашам каква беше бременоста, како ја помина бременоста, дали се плашеше, стравуваше дека може да се случи нешто лошо, дали беше од оние трудници кои што се носат едноставно со обврските и го чекаат денот или... Мина и останувањето бремена и почетокот на бременоста ми беше доста стресна. Морам да признам прво тоа што имав многу здравствени проблеми, неколку операции, многу страшни трауми за кои што не би сакала да зборувам сега, чисто да не дадеме една таква темна нота на еден пријатен муабет. Откако останав бремена, за жал морав да внимавам и да бидам повеќе во лежачка позиција. Некако тоа се поклопи и со ковид пандемијата, така што и театрите беа затворени.
не пропуштав ништо, не се каев затоа што не сум на сцена и си дој на своје место. Не ми беше тешко лежењето, мислам секако беше тешко затоа што јас сум човек кој што сака да биде физички активен, сакам да сум насекаде. Сега малце бев собрана, но имаше зошто. Секако голема жртва што треба да ја носи една жена. Борба е, но знаев дека сум борбена и секоја жена е борбена, не и треба дете за да знаеме колку жената е мокна и колку може да издржи. Пред почетокот на разговорот кажа дека вчера си била повторно на сцена после подолго време пауза. Како успеваш да ги изорганизираш сите тие работи и како беше чувството после подолго време да застанеш на театарската сцена? Многу убаво. Многу убаво, неверојатно. Плачев после представа. Затоа што после година и пол кога го имаш контактот со публиката, тоа е нешто незаменливо. Ние сите чувствувавме никаков страв, каде води се ова, каде ќе води нашата професија. Некои колегите играа представи, но мене ми се случи вчера да играм првата представа после година и пол пред публика, Странци. Странци, така. Да, во режија на Нела Витошевиќ. И навистина беше чувството незаменливо. Не постои поубава професија на светот од театарската, односно од актерската професија. Како да се организирам? Тешко ми е. Тешко е да се организираш затоа што и сопругот има обврски, и немам некој луѓе што ми помагаат, таткото на мојот сопруг ми помага и тоа фантастично го прави. Мајка ми доаѓа од Штип ми помага, така што тешко е да се организираш зашто го оставам детето на чување за да работам, не го оставам детето на чување за да одморам, туку за да работам, но некако ја преамбициозно навлегов ова сакам да го сработам, она сакам да го сработам, да пробам вака, да пробам онака, но мислам дека сега веќе сватив колку можам, како можам и како да се организирам, така што на почетокот е се хаотично, али се доаѓа на своје место. Прилично си смирена како тази мајка, искрена да бидам. Да, тоа сватив дека треба да се однесувам како детето да ми е 6. И така се однесувам. Значи, првите месец дена ми беше многу хаотично, стресно, живеев под некаков притисок, кога јаде, како спиеш тоа. Дали диши? После реков, окей, значи, ајде да се однесуваме како да ми е 6-то дете. И добро ми иде. Така, тоа е совет за сите што треба сакаат да родат, однесувајте се како да ви е 6-то дете. Кога го договаравме интервјуто уште пред месец дена, предходно, ама имаше ковид, како го помина? Лесно го поминав со оглед на тоа што бев имунизирана, вакцинирана со 2 вакцини. Имав лесни симптоми, ама ми беше тешко психички затоа што требаше да се вратам во театар. Јас ја враќавме представата Мојот маж, која што требаше да гостува на Војдан Чернодрински на фестивалот, и на втора проба мајка ми пројави некакви симптоми, се тестираше, излезе позитивна, после неа излегов и јас позитивна и така некако ми се сруши светот дека ќе се вратам во театар. И тоа беше тешко исто во оној организацијски дел, кога немаш веќе контрола врз работите. И затворен си дома во изолација со едно бебе кое што сега истражува и сака да го има насекаде. Но пројдоа тие дена, се излегавме, се вративме, среќа, не беше страшно. Се врати во форма потоа. Знам дека спортуваш, пешачиш наводно, често имам прилика на твојот Facebook профил да видам кога ќе споделиш нешто такво. Спортуваш сега, имаш време за тоа или спортуваш дете? Не, спортувам дете. Дете ми пратија вежби некој јога со детево, со тоа што инструкторката има дете кое што има едно 3-4 кила, моето дете има 9 кила, така да малку потешко се брава тие. Да, го има детево, сака да јаде. Тоа еден доказ дека мала мајка раѓа големо дете. Така што се уште не сум се вратила на начин на кој што сакам да се вратам. И тешко и тоа не падна. Баш бев во некаква форма и кондиција, пред останам трудна и откако останав трудна, па сега до сега веќе сум повеќе во лежачка позиција. Мислам, подвежбувам по дом. Ама добро, ова е се што телото памти од претходно, така да. Глумица си од поновата генерација, која што особено ја сакаат децата, меѓутоа познато е дека ти се залагаше за, како претседател на синдикатот, се залагаше за правата на културните работници, односно на твоите колеги. Како си задоволна од, мислам дека ќе одат и неколку фотографии избрав од протестите, како си задоволна од договорот со Министерството за култура?
Дали сериозно ми посеба прашањето? Од соработката со Министерството за култура? Задоволна, да. Па никако, воопшто не сум задоволна од соработката со Министерството. Министерството. Договорот што го постигна со Министерството за култура, извини, погрешно го формулирав. Да, со оглед на сите околности, со оглед на условите законски, сум презадоволна. И со оглед на една голгота од 15-20 години низ која што поминувале уметниците и културните работници низ годините, без да им се регулирани работничките права, и некои 3-4 години, односно 3 години како што бев јас председателка, максимално се вложив во подпишувањето на колективниот договор, и откако се подпиша колективниот договор, чекав уште една година да се спроведе колективниот договор. Беше многу стресно затоа што колективниот договор се спроведуваше во првите 3 месеци од мојата бременост, каде што беа и најризичните, а ја живеев по најголем притисок затоа што немавме плата, доцвеше плата, бла 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 бла, да не должам, се спроведе колективниот договор, јас се повлеков од председателското место, задоволна, да, и сега ми е само важно за правата на долждовните пожарчиња. Колку те потикна овој активизам, уствари, за кој што ти се залагаше, колку те потикна, да речеме, оно што си го гледала во оно што го знаеш во твојот роден Штип, колку работничките се борат за своите права. Дали е тоа можеби мотивот за твојот активизам овдека? Па не знам, тоа или го имаш, или ти е вродено. Не вродено, туку е дел од твоето воспитниот процес дома. Мислам, јас сум воспитувана така социјалистички. Мене дома никој не ме воспитувал дека треба да се гледам само за себе, туку живеам како сум единка во еден поголем систем и дека треба заедно сите да функционираме. А кога веќе си дел од колективот, тогаш не можеш да се бориш само за себе, туку треба да се бориш за колективот. Дури татко ми кажа дека треба да спортувам колективен спорт, затоа што ако спортувам спорт кој што е индивидуален, ќе развијам ќе бидам покомпетитивна и посебична, така што он насети дека може да прираснам во некое себично чудовиште и ме прати да тренирам колективен спорт. Така. И добро, тога се шпекулираше, затоа што се залагаше, нели, за правата на културните работници и беше председател на синдикатот. Колку имаше понуди за политички ангажмани, затоа што се шпекулираше дека те чека позиција во Министерството за култура. Дали е тоа вистина или не? Сега морам малку овако, па пак ќе те вратам на приватните теми. Јас мислам да се збориме за деца, за кариера. Не, делувањето мое како председател на синдикатот за култура е политичко делување. Дали си имала понуди за политички ангажмани, значи, во тој поглед? Не ме интересирале тоа. Мислам, ако сум имала такви амбиции, ќе сум целела кон такви амбиции, немаше волонтерски да се посветам, да полудувам со милиарда проблеми и притисоци од сите страни. Многу полесно ќе ми беше да речеме да бидам министарка отколку председателка на синдикат. Да те вратам сега за темата. Ама секогаш потешките предизвици ми се повозбудливи. Може ли да те вратам малку во детството? Родена си во Штип. Пошто го памтиш Штип? Од какво семејство потекнуваш? Со кого се дружела? Имаш ли таму пријатели? За неколку прашања ти ги... Па мене во Штип ми е поголемиот дел од друштвото. Ние сме така едно огромно друштво. 20 луѓе со се партнерите, некои 40 луѓе. Ретко се гледаме. Да, и некако природна селекција се направи со некој да бидеш поблизок, со некој да не бидеш поблизок, но на родендени, свадби, крштевки, не знам што, некои такви веселби, дипломски, магистарски докторати, знаеме да се собираме, да се извидиме. За Штип ме врзуваат најубавите спомени. И секогаш ќе останам штипјанка. Уште сега не толку од кога е отворен новиот автопат, но кога идев преку Велес, и само што преку која ќе се искачеш од Велешко брдо и која ќе се отвори таа ширина на Овчеполијата, најубавата гледка на целиот свет, имав најубаво чувство, на чувство на припаѓање некаде. Навистина чувствувам дека си припаѓам во тоа Овчеполие. Си имам и создаден некој свој приказни за Овчеполијата, со кој што ги замарам луѓето што... Не. Измислени се, фиктивни се. Мислам затоа се приказни, мои лични. Да, во Штип, не знам, детството се го помина во Джамало, тоа е едно мало позади домот на културата. Сега баш пред некој ден размислував колку беше убаво кога имавме во тоа време уште
владеа малку поинакви вредности. Имавме секакви секции, новинарски, ликовни, литературни, музички, не знам какви све секции, што се поседувавме, како поинаку го поминувавме времето за разлика од сега. Членуваше ти во некоја секција? Да, во сите. Во сите? Да. Значи најодлична ученичка. Да се шалам. Прототип на Лина? Ти кажав дека татко ми рече дека имаше во мене потенцијал да станам едно себично и компетитивно дете и ми рече Сања, ти си за колективен спорт. И беше во право. Одиш често во Штип, кога ќе се видиш со пријателите, седнувате, имате некој омилено кафул или ресторан, не знам, ајде се ќе ги земам овие 2 години со пандемија, вас зборувам кога течеше нормално светот. Не знам кафуле, ресторан, поима нема. Видиме кај што чисто се отвара таму нови ресторани, кафулиња или не знам што. Се собирам, да. Средна школа заврши во Штип? Средна школа заврши во Штип. Која средна школа сега? Гимназија, Славчо Стојмински. Таму и ми е моето кивото на моето друштво. Неколку од другари и другарки се останавме овде во Скопје, останатите се во Штип, си имаат своји кариери, своји животи. На неколку наврати го спомна татко ти. Колку тој ти бил пример за идеален татко, какво семејство потекнуваш, дали во твојата фамилија некој сакал глума? Кога дојде до идејата дека сакаш да бидеш глумица сега? Одеднаш да не ги... Не знам кога дојдов. Некаде од кога веќе ги поминав сите секции, сватив дека глумат не, се зес. Па не знам, секогаш се доживав дека ќе бидам некаков уметник. Ќе се бавам со нешто што има некаква содржи некаква уметност во себе, не знаам дека тоа ќе биде глума се до некаде 3-4 година. И многу сакам да бидам докторка. Никој не е доктор кај мене од фамилијата, исто така и никој не е глумица или глумица од никој од фамилијата. Потегнавам едно нормално скромно семејство. Мајка ми беше задолжена за како се училишното воспитување, а татко ми беше позадолжен за оној бихевиористички дел од воспитувањето. Затоа го спомнам, затоа што е мада што јас бев дете кое што тешко беше да се контролира како дете, така да бев еден потежок проект ради својот темперамент, ради својата своеволие, но не ви излегува на крај двајцата со мене. Се надевам се буде. Да, кога им кажа дека сакаш да студираш глума, те поддржа? Да, апсолутно. Апсолутно. Не, мене ме научи некако, моите ме пуштија многу рано само да се снаоѓам и да пливам. Така што, да, ме поддржи, секогаш ме поддржуваат и секогаш отворено разговараме за се. Да, баш се сакаат и им се свиѓа тоа што знам да ризикувам, да пробам работи кои што се малце така по климави, кои што не ти даваат никаква сигурност, нешто ризик, каде што да влезам на некој подрече каде што постои некаков ризик, али супер. 2013 си вработена во драмски, може би глупаво да го прашаш актер која му е омилена улога или омилена представа, меѓутоа што претпоставам дека за секоја улога се врзувате на свој начин и јас ќе те прашам дали имаш нека омилена улога или евентуално извини што те прекинав, омилена представа, па и во која улога најдобро се гледаш? Има некои работи, значи ние ако сме си реални сами пред себе си и честни пред себе си за оно што го работиме, си знаеме и каде сме добри, и каде сме лоши, и каде сме можеле подобро. Многу често знаеме и ние да бидеме колатерална штета на целиот проект затоа што ние не го режираме. Режисерот е тој кој што те води и ти кажува, те насочува накаде да се движиш. Представа која што досега највеќе ми има исполнето, можеби затоа што највише емотивно и лично си ја имам доживеано е Мојот маж, која што е веќе ја враќаме сега во драмски театар. Тоа е една фантастична представа, освен што е драматуршки се почива на делата, односно на книгата, на расказите на Румена Божаровска. Внатре имаме доста документаристички лични делови, кои што и при тоа тој процес беше доста макотрпен, доста тежок, доста емотивен. Тогаш јас си проаѓав низ сите оние трауми низ кои што проаѓав пред доста нам трудна, али генерално
Представата, освен со една уметничка амбиција, изобилува со неверојатен актерски потенцијал и ги поканувам сите да дојдат да гледаат представата. Мислам да јас сум играла во на нила, не знам, 4-5 представи, али оваа последната представа затоа што некако можеби најлично имам некаков судир, средба, најлична средба со ликот, затоа би ја одбрала мојот маш. Тој кога спомна представата мојот маш, е сега малку на твојот. Мојот маш. Да се задржиме во муабетот, се шалам, во брак си со Никола Наумовски. Колку време сте заедно? Како се запознавте? На протест. Аха. Да. Може да ми против полициска бруталност. Не, се знаевме од предходно. Так. Да, во Лиле првпат сум ставена да зборувам за... Знаете, ние актерите... Рече, дојдов да правим за приватно. Да ти споштувам, се шалам. Не, морам да ти кажам дека јас сум прв пат и во ваква емисија. Јас стално сум избегнувала да бидам дел од... И тоа го провери вчера. Во брак сум со еден прекрасен човек, кој што, не знам, ми ја дава целата слобода, му ја давам целата слобода. Се учиме што е љубов, сега се учиме што значи да имаме и трет човек во дома. Традиционална свадба имавте некоја венчавка? Не, имавме две. Имавме свадба за задоволување на потребите на фамилијата, и имавме една журка за задоволување на нашите потреби. Бија ден, еден по друг ден, како се кажува тоа, последователно еден по друг ден. И беше доста забавно. Едното траеше до 1-2 сата, а следното траеше од 7 па до следното утро. Тоа се бајле така. Добро, каква венчаница носеше Сања? Иде колку не сум јас чуване. Првата вечер носе венчаница од Мила Кадрију, ама не е дека нешто беше дизајнирано. Јас бев таква неодговорна невеста. При тоа кое што тотално ние мислевме дека никогаш нема да дојде ни до свадба, ни до венчавка ќе се живееме. Не знам што ни се деси, така нешто се исподеси. Така што јас отидов некој месец дена пред свадба, одам да кажам каква халина правам. И да ми кажуваат као не девече, ова се нарачува година дена унапред. И така, добро, дајте да видам што имате, и ја видов халинава, супер, оваа ми се свиѓа, ја облеков, си ја купив и ја носав првата вечера, втората вечера не знам некоја халинче си купив, затоа што ми беше журка и не ми беше важно. Така што воопшто не ми значеше тоа како ќе биде украсено, каков ми е бидермаер од халинава и така. Спонтано. Да, доста спонтано. Имаше многу смешно за тортава како ми изгледаш, што исто го заборев, али еден момент од свадбата, таа првата свадба за постарите, сериозната, тортата, нарачав една торта која што сакав да биде со куцки, некој куцки на 2-3, со необорени еднакви рабови, баш остро, агли се да има на неа. Ми кажа каде има таква торта, пошто јас поима не се разбирав од торти, ја нарачавме тортата, рекоа тортата ќе ми ја донесат на денов на свадбата. Ние се торта може на некој му текнало да ја провери, мене не ми текна да ја проверам, дојде моментот као сега невестата и младоженицата ќе ја сечат тортата. Доаѓа тортата со некаква музика таква величествена, доаѓа тортата ја носат на количка и однаш тортата личи кој да е тепана одозгоре, вакако нешто, распадната торта. Стварно не знам каква била првобитната верзија на тортата. Се превртела дурда стаса до... Не знам, али изгледа како она да ја направиле тортата како што треба во коцки. Две или три коцки една врз друга и вика, ова превише идеално. Дајте палиците и јаѓе да маваме во тортата. Паднала па е крена. Така не, многу чудно изгледаше тортата, али беше многу вкусна. Па тоа е поважно. Да. Изгледвара. И ето кажав еден интимен момент за мојот приватен живот. Инаку да, приватниот живот си е супер. Така, тоа сега да прашам колку се поддржувате еден со друг во она што го работите. Сега јас пак ќе кажеш сериозно, ова ли ме праша, тој е нели шеф на кабинетот на актуелниот градоначалник Петре Шилегов. Подоцна имам едно прашање околу тоа, прво ќе те прашам колку те поддржува во твојата професија
и колку да речеме му сметаат послободните сцени кои што мора да ги одиграат актерите. Па добро, он е еден либерален човек кој што ја знае мојата професија, апсолутно ме поддржува во професијата и во се што правам во животот, апсолутно ме поддржува. Исто така и знае да ме искритикува кога ништо не правам како што треба. Дали му сметаат? Не, апсолутно не. Мислам, тој беше и еден од кога јас само што се породив и размислував кога да прекинам породилно, дали како да се вратам, дали ќе ми биде тешко, дали све, тој беше човекот кој што рече апсолутно одма треба да се вратиш, ако сакаш тоа да го правиш, затоа што знае јас со каков жар зборувам за професијата и колку си ја сакам професијата, така што збор воопшто не стана дека треба јас да мајчинствувам по дома, дека он треба да си ја тера својата работа, така што буквално ни се на нас поделени работите. И во овој таков патриархален наратив општество, ние малце поинаку се снаоѓаме, за среќа. Сања Арсовска, го имаш да има презимето од супругот или не? Не. Видиш најбитното прашање, ти го постави. Како инаку ќе се бориме против патриархатот ние во држава? Како се договоривте? Немаше никаков проблем околу? Не, воопшто не дискутиравме за тоа. Значи пак кажам, збориме ние за најискулираниот човек. Сега морам да те прашам пошто Да, не, тоа воопшто не стана збор. Немаше ни, мислам дека и ако кажав дека сакам да го додам неговото, од негова страна ќе имаше револт зашто да го додам, дека јас сум си индивидуален човек, така баш бориме за човек кој што има и феминистички ставови, и либерални ставови и за врската, и за бракот, и за се. Значи колку, како актерка, кога ќе излезеш од дома, внимаваш да си тип-топ средена од причина што луѓето те препознаваат или сакаш некој ши полабаво да прошеташ на улица. Или на водно, не знам, спортски. Поготово па сега кога си со бебе. Јас живеам во близина на парк. И како и на работа, така и за движење во парк, најкомодни ми се тренирките и патиките. И стално купувам некогаш облеки кои што ми седат во шифонер и не ги користам, затоа што ќе се облечам, ќе се дотерам за премиера. Сега 2 години немаше ни премиера. 2 години немав премиера, не ни прослави дека ми се роди дете. Така што многу сум поише спортски и опуштен тип. Сум така си се обликувам, така се чувствувам комодно. За брендови ништо не ми е гајла, не се бавам со тоа, како изгледам исто не ми е гајле, не се трудам да излегувам средена од дома, значи излегувам крајно несредена од дома, особено кога треба да идам во парк и кога ќе видам како млади мајки со колички се дотерани и сето тоа. Па исто што добро, да, види тоа се не собствен избор. Но јас сум веднаш до парк, мене паркот ми е двор, и се тоа ми е како да се излезам јас од дома, од двор, да излезам во дворот дотерана. Ја во паркот буквално разбушавена, не знам. Особено па се, мислам, има време, не можам да кажам дека нема време да се средам, да сега се средив дома сама. Тоа изгледаше многу смешно изгледаше. Миеш заби, бебе, доиш, збориш на телефон. Еве сега ќе го дојдам човекот, кој сам така да чудна е малку таа организација, али се снаоѓам. Готвиш? Веќе не, многу сакам да готвам. Сега немам време. Мислам, сега му готвам на Марко, испитуваме што сака да јаде, што не сака да јаде и што смее сега да јаде, али готвев многу. Така и го фатив уствари јас маш ми. Ете, видиш, пак се врти околу на готвење го фатив. Ај, кажи ми. Видиш како традиционално и патриархално? Тоа е све иде преку лажица, па и ова друго. Така, да, сега ми тегна, не, затоа што он ми спомна престана да готвиш. Престана да готвиш, а притоа знам, не сум по тие традиционални јадења, да си готвам нешто, си експериментирам нешто екзотично да е сготвено све и притоа супер ми беше, супер сакав да готвам и сакам да готвам за други луѓе, пошто јас нешто не сум по храната. И сега пристанав да готвам, баш супругот ми рече пристана да готвиш, затоа што му замерувам дека јаде многу сува храна. И рече екзотични рецепти, имаш некој посебен да споделиш вака, па и ние не. Што не готвиме екзотично да го направиме. Јас не споделувам рецепти. Секој некој што сака да ги проба, да проба кулата на Сања, нека ми се јави, ќе дојде на ручек и Сања ќе направи.
Да, ги го фатив на најтрадиционално, патриархално на готвење. Му сготвив ручек и падна на ручеков и рече тоа е тоа што ми треба мене во животот. Да, дали знаеш да направиш типска пастрамелија? Не знам да правиш типска пастрамелија. Значи одите на типска пастрамелија. Па не јадеме, ние по дома не јадеме месо. Штипенка да не јадеш типска пастрамелија? Па, знае да проба некогаш. Каква се полка си ти? Не, немам стварно, никогаш не ме возбудувала штипска пастрамелија, не јадеме ништо месо по дома, сега ништо со ова бременоста почнав као месо да внесувам, ама има други работи кои што многу поише содржат железо, протеини отколку месиштава. Така да ние дома се храниме така здраво, освен тоа што сега помалку готвам, пак другата половина се храни со суви ствари, да не речам, базирани на тесто. Најавата кажав дека децата те препознаваат како Лина. Како Сања стана Лина? На кастинг. На кастинг, така? На кастинг, да. Да. Пред колку време почна да се снима првата? Што 5+ одеше во една поинаква варијанта? 7, да. Форматот беше поинаков. Така? Сега е поинаков форматот. Лина не ми е мене улога во серијал. Лина мене ми е си она што јас си го поседувам као човек, еден цел вредносен систем, за тоа за почитување на различностите, за немање на предрасуди, за рушење на стандарди некакви, за грижа околу животната средина и сето тоа. Така што воопшто не... Лина е една помала Сања, односно, баш ја доживам како дел од мене. Кое што сака си што она што го прави, што го поседува како вредност да им го принесе на помалите генерации. Ние успеаме во тоа. Мислам, Ухо е една фантастична продукција која што се бави совршено добро со неформалното образование на децата. Оваа година стопираме со Петко, но следната година ќе се вратиме многу посвежи. Така, значи ќе има уште една сезона сега. Не знам дали како сезони одат. Да, одат како сезони. Оваа година малку стопираме затоа што е подобро малку да се трнеш од дистанца да видиш, ајде сега да видиме, помина долго време од овој формат, да видиме како се развива, што се развива, нормално треба некој да се истрпи некакви промени. Тоа го кажа продуцентот, апсолутно стојам за тоа дека треба да се направи таков еден ишчекор надвор да се види за да се вратат посвеж. Добро, како ви е на снимањето? Сте едно одбрано друштво кое што одлично се наметна. Досадно ние. Тоа не е можно. Не, се шегувам. Не, сите мора да глумите деца сега. Колку е тешко возрастните да глумат деца? Тешко е, затоа што некако превише се, некако си превише бистер кој што ние нормално ги рационализираш работите, не си на ниво на дете каде што така можеш поупростено да ги кажеш, ова не е логично. Али на снимањето ние не знам, забавно. Ние сме истата екипа која што е дел од Петко, сме повеќето и колеги на работа кои што заедно играме представи од снимање и трчаме да играме на представи или од проби трчаме на снимање и такви работи, затоа што сме буквално баш како една малечка сладка фамилија. Добро, вработена си во драмски, си имала прилика да играш во Штипскиот театар. Да, во Штипски пред твојата публика почна, така? Во Штипски почнав, првата представа 2007 година, професионална представа, додека бев уште студент, Бегалка, на Дејан Пројковски, играв Ленче, главната женска улога. И имам изиграно во Штипски театар некои 10 представи, мислам. Така. Која е првата театарска улога која што ја доби? Претпоставувам дека се сеќаваш колку ти беше тешко спремањето за првата улога, воопшто приемниот испит, студентските денови. Може ли малку за тоа да? Па првата улога беше некоја детска представа правевме во првата аматерска улога. Не, првата аматерска улога правевме славевме јубилеј на не знам колку години од раѓањето на Блаже Конески. И имаше еден колаж од неговите песни. Тоа беше мојата прва представа. Бев, не знам, втора година средно, мислам. Не се сеќавам баш. Тоа од кога се породив, малку има проблеми со меморијата. Добро, си ти го зборувавме тоа, што не ми беше случај предходно. Да, го зборувавме тоа. Ќе кажав и која година беше и кој датум. Остано тие, нели ти кажав, јас запишував и на фрижидера ги ставав вака подсетници што треба да направам, те прекинав. Тоа беше прво на факултет. Беше стресно, многу беше стресно. Професорот ме тераше да го пцујам. Јас бев многу некако така, примерно воспитано девече и од тогаш не да пцујам.
професорот? Татко ми пцуе, никогаш не ми се свиѓало тоа, мајка ми никогаш ја немам слушнато како пцуе, и никогаш не пцуев. Не е тоа да машки женски, него некако не ми се свигаше пцуењето. И професорот ме тираше да го пцуем и ја го пцуев, и ме тираше гласно да го пцуем и јас го пцуев гласно. И излегов од просторијата и викам јас го пцуев, овој мене никогаш нема да ме прими. Влегов на факултет, беше стресно и ми беше само криво дека ако не влезам на факултет, дека ќе изгубам една година за да се запишам на некој друг факултет, затоа што баш се посветив на тоа. На факултетот беше стрес. Многу е по-страшно од како ќе излезеш на факултетот, зашто на факултет се уште се осеќаш заштитен. Тоа сакам. Кога ќе излезеш од факултетот, кога ќе на пазарот кога ќе се појавиш, и тогаш е малце деликатно. Мене ми беше олеснителна околност затоа што јас веќе имав дипломирано со некои 5-6 представи. Почнав да работам професионално уште од трета година на факултет, тоа ни е дозволено од трета година. Првата представа, како што кажав, бегалка, и на тоа се сеќавам се. Ми се јави Дејан Пројковски, јас се уште спиев. Сања, будна си? Да, будна сум, ама спием уште, ништо се расунувам. Ајде расуни се, јас станав скокна 3 пати, кажи. Утре почнаш со прва, ја работиме бегалка, ја играш ленче. Ја ама чекајте да видам професорот дали ќе ми дозволи, дали се, ми дозволи и така тргна возот. И така, колку представи имам да се не бројам виш, не знам. Сигурно тоа. Добро, како се носиш, викаш многу сум емотивна со критиките, еве, после нека одиграна театарска представа или евентуално. Со тоа не, со тоа немам проблем. Тоа е нешто сосема друго, затоа што тоа е мојата работа. Мојата работа е јавна, изложена е на критика и видете ние со колегите секогаш сме отворено разговараме дали нешто е добро, дали нешто е лошо. Јас напротив сакам да знам дали нешто добро сум го направила или лошо сум го направила, за да се поправиш во иднина. Знаете, затоа што и не е филм, ова е театар. Може веќе во следната изведба нешто ти си пропуштил затоа што не можеш да мислиш на се. Си пропуштил и во следната изведба веќе го. Сосема за крај, Сања, кои се твоите идни планови и во која улога највеќе се препознаваш? Моите идни планови? Не знам, да си го работам тоа што го сакам, да го воспитам детето најдобро што можам, за да може да се снајде, односно да се одржува во ова општество, како и да е. Да си ја работам професијата, тоа веќе го кажав. Имам некои планови да пробам да работам нешто дополнително. Не знам, план, може би немам никакви планови, односно си оставам да си тече тоа ден по ден, да си немам некои огромни планови, затоа што не сум човек кој што има не знам какви све амбиции. Ти благодарам што одвои време и што беше гостин во студиото на Репортерите и ви благодарам на овајниот разговор. Фала ти, многу.